Длабоко вдишувал во себе и својата душа како едно. Кој дише? Јас. Кој сум јас? Јас сум здив. Почувствувај го здивот. Почувствувај го здивот. Јас сум здив е енергија. Музика на душата. Јас сум енергија во форма на тело. Енергија е чувство на здив. А што е чувство на енергија? Свесност. А што е чувство на свесност? Присуство. А што е чувство на присуство? Јас сум. Јас сум е свест. Јас сум присуство. Јас сум чувство на присуство. Јас сум чувство на присуство, кое тече во сите делови на телото. Затоа што Илија Кавај дозволи да тече. Нека тече. Тоа е најчиста внатрешна сила која трансформира и регенерира. Нека тече. Природно вибрацијско здравје. Нека тече во бескрајот на безвременоста. Страф од смрт ја руши динамиката на животот. Живот не е енергија. Живот е движење на енергија. Сега постојам како илузорен идентитет и како суверен идентитет. Јас постојам сега како Илија Кавај, како материја во форма на тело. Сега е чувство. Сега постојам и како енергија во форма на тело. Материја времена, енергија безвремена. Подлабоко, јас сум. Јас сум свест. Јас сум креатор на манифестациите енергија и материја. Јас сум активатор на манифестациите енергија и материја. Како креатор? Јас сум енергија. Енергија сум јас. Енергија сум јас е креација. Креатор е јас сум. Креација е способност на креаторот да биде во собствената манифестација. Јас сум чиста свест внатре собствената енергија. Ја доживам како своја.
со сензитивни чувства, присутни сега. Пред известно време направив математички модел за врската помеѓу свеста, енергијата и материјата. Еволуцијата на свеста од Њутон преку Ајнштајн, преку Тесла, до Кавај и ја проширува гениалноста на сите тие творци во историјата со четвртиот елемент свест, чиста свест. Креатор на све што постои. Апсолутно. Но тоа ќе биде предмет на некоја академска расправа. Што е страв од смрт? Состојба на мисла. Па значи ли тоа дека смрт не постои? Па да. Па докажи го тоа тврдење. Што е нова енергија? Нова енергија е начин на перципирање и доживување. А кој перципира и доживува? Јас. А кој сум јас? Јас сум материја во форма на тело, илузорен идентитет кој функционира во релативниот свет. Како? Па, да пробаме, пошто чувствата тешко се пренесуваат, да пренесеме со една метафора и да доближиме тврдењето дека свест не постои. Се наоѓаме на Гренланд, на големи санти мраз, во арената на илузијата на моќ, релативниот свет, и ние функционираме познато во светот на материјата, во светот на мерењето, во светот на вредностите. Не знаеме дека подлабоко сантата се движи по океанот на вода со атомска структура од H2O. Во длабочината на океанот на свеста постои и атомска структура, субатомски частички. Се до дефинирање на квантната наука преку квантот, кој во основа значи енергетски пренос преку топлотно зрачење во пакети, како плима и осек. Науката докажа дека преносот на енергијата, топлинското зрачење, на ниво на молекула, на апсолутна нула, престанува движење. А што под структурата на молекулата? На атомско ниво безвремено се наставува движење на квантот. И подоле. Се дрзнав да дискутирам за тројството на физика, квантна физика и метафизика. И да направам спој
Покушавам да воспоставам диалог со науката како метафизичар, дека свеста како креатор и активатор на енергијата и материјата мора да си го завземе своето примарно место. И од тука математичкиот модел е врската помеѓу свест, енергија и материја. Да се вратиме во релативниот свет. Во арената во илузија на моќ, ние се надпреваруваме и добиваме по сите основи круна залезена. Без да знаеме дека испод нас се наоѓа океанот на чиста свест. Кога воспоставиме диалог со длабочината на океанот, преку чувства, тогаш се доближуваме до изворот на своето постоење, кој е безвремен и безпросторен. Сега се двојни чувства. Едното во арената илузија на моќ, помеѓу болка и задоволство, кое се манифестира со емотивни чувства. А што е емоција? Емоција е реакција на телото од мислата. Значи, поново се враќаме на мислата. Мислата е елементот кој го издвојува тоталното електромагнетно поле, кое пулсира како медуза во индивидуално електромагнетно поле, кое добива чувство на посебно постоење. И тука нема ништо спорно. Апсолутно се игра со собствените манифестации. Со собствените манифестации на енергија и материја. И тоа е интересна игра. Се до моментот додека не изврши мислата идентификација со материјата. Јас сум тело, јас сум мисла. Во моментов ме слушаат некои со високи вибрации, некои со ниски вибрации. Јас сум свесен дека еден голем дел реагира на оваквите изјави, затоа што релативниот свест е производ на масовната свест. А масовната свест, поради себичните цели, воспоставува сите тие системи кои ја зголемуваат масата и го намалуваат слободниот проток на енергија. Начинот на функционирање на тие системи се заснема на страх од смрт. Ако е тврдењето точно, дека не постои смрт, тогаш како нашите сетилни органи секојдневно се среќаваат со такви ситуации? Пардон, смрт постои за Илија Кавај како материја во форма на тело. И тука нема спорно ништо. А енергија во форма на тело, во енергетското поле, тоа е безвремено, тоа е безпросторно, тоа е безсмртно. И па зашто onda се дефинирам дека сум само јас Илија Кавај, материја,
a не ми е познато од кога сум енергија. И цело време затоа се трудам да пренесам дека треба да се разбудиме. Па како да се разбудиме? Па да се насочиме внатре во себе. 35 години мојата свест растеше преку моите гуруа, кои се трудеа да го пренесат непренесливото. Се до мојата пасивизација, кога јас не ја почувствував енергијата, се повлеков. Пред 5 години, кога почнав да ја пишувам мојата книга Свест, кога првиот пат ја осетив собствената енергија, сватив дека Илија Кавај, како материја форма на тело, е само игра, илузија од типот на црево збија. Смртта на материјата е смрт на вредностите, смрт на мерењето. И од тука таа илузија. Илузија неопходна за доживување на искуства. Тие искуства се претвараат во мудрост преку нашата собствена душа, која функционира со свест, која активира собствената енергија. Ако не се идентификувам со материјата, со телото и умот, тогаш јас функционирам во безвременото и безпросторното енергетско поле. Во таа ситуација, јас функционирам со слободен проток на енергија. А и формулата на Ајнштејн, енергијата еднаква на масата пута светлоста на квадрат, подразбира секое тело со маса М се претвара во енергија ако се движи со брзина светлоста на квадрат. И тоа квантната наука го докажува. Експериментите, најновите од Цирих, од тоа ЦЕРН, докажа дека честичките, најситните супатомските честички се претварат во енергија. Значи, јас сум бесмртен. Да, на ниво на енергија на тело. Значи, јас постојам. Па постоиш. Дишиш. Го осеќаш здивот. Осети го здивот. Па дишам. Па тоа е енергија. Па од кај доаѓа здивот? Па од внатре. Од супатомските честички. Од јадрото на нашите атоми, милиарди во нашето тело. Каде неутроните и протоните го играат својот танц со брзина од 70.000 километри во секунда. А подлабоко? А побрзо светлината, мислата, емоцијата, свеста. А тие се предмет на метафизика. Зашто? Па не може чувство да се пренеси без да се осети. Не можам јас да ви кажам за киселоста на лимонот, иако сум докторирал на Хардвард, а не сум го пробал. Што треба да направам? Ако твојата енергија, ти зборувам ти што ме гледаш,
Баш ти. И твој начин на перципирање и доживување. И ако стравот од смртта, која руши динамиката на животот, е условено внесена во нас, тогаш зашто не ја замениме таа условеност со јас сум бесмртен. Јас сум енергија во форма на тело. Тоа е будење. Будење значи сврти се внатре во себе. А спознаја, побарај го изворот на твое постоење. Ќе го добиеш. Енергијата е само манифестација. А изворот на постоење, твоето тело на свест. Доста е за денес.